И покрај тоа што од јавниот повик што го упати Државната изборна комисија поминаа 2 недели, а до крајот на рокот остануваат уште 11 дена, сепак графата кај овие 14 места во делот за аплицирање е празна, поточно е впишана 0. На списокот на населени места што го игнорираат јавниот повик на Државната изборна комисија се Василево, каде што се евидентирани 28 спорни записи, потоа Дебарца 4, Демиркапија 14, Зелениково 88, Зрновце 2, Карбенци 2, Конче 8, Кривогаштани 17, Неготино 31, Новосело 81, Пехчево 1, Пласница 19, Ранковци 1, како и Старо Нагоричане 18. Неофицијално во Битолската подрачна единица на Државната изборна комисија до денеска се пријавиле нешто повеќе од 50 спорни гласачи. По Државната изборна комисија очекуваа дека интересот на граѓаните ќе се зголеми по добивањето дописи на домашна адреса со кои тие се повикуваат да аплицираат лично во најблиските подрачни единици или преку интернет со помош на веб апликацијата на ДИК. Големи надежи се полагаат и во заселената радио и телевизиска кампања која треба да биде емитувана преку националниот сервис, но и на приватните медиуми заради јавниот интерес, како и по дистрибуција на флаери. Но и покрај очекувањата на одговорните во ДИК, сепак бројките се далеку од задоволителни. Последните податоци од вчера напладне покажуваат дека од вкупно 39.389 спорни гласачи досега се пријавиле само 2.893 граѓани, додека 36.496 не аплицирале. Доколку се погледне табеларниот преглед со околу 80 населени места, може лесно да се забележи дека најмногу спорни записи се регистрирани во општина Чаир, потоа следуваат Тетово, Гостивар, Сарај, Аеродром. Инаку јавниот увид за запишување на спорните гласачи трае 25 дена и треба да заврши на 19 август. Државната изборна комисија заклучно до 29 или 30 август треба да изготви конечен извештај кој треба да им го достави на четворицата лидери на политичките партии, за да можат да одлучат дали има услови за одржување кредибилни избори на 11 декември.